ќе зборувам за успех. Како човекот да дојде до успех? Што е тоа што е важно за успехот? Како да се направи нешто што го сакате? Прво, треба да видиме кој резултат го сакате. Знаете, животот е многу интересна работа и мислам дека е многу убаво да човек свати дека у животот не можеме све да земаме. Мислам, можеме да земеме еден куп работи од животот. Животот е преубава игра, обилна игра, има многу што нешто да се искуси во животот и требаме да фатиме од сегде некаде. Фала ви на Facebook, сватив окей сме, на Facebook сме окей, Instagram сме окей, супер, ви благодарам. Фала ти, Роберта, фала Ивана, фала Наташа, Зоки. Значи, окей сме. Сега, како да искусиме повеќе живот? Гледайте, ќе зборувам денеска за многу интересна работа. Ќе зборувам за успех. Но успехот е поврзан со искусување на живот. Кога човекот го искусува животот, кога човекот има цел, кога човекот има намера, кога човекот има фокус, има се. Но ќе почнам со една убава скала. Ајде ќе почнам вака да цртам малку денеска на табличкава моја. Видите, ние сите сакаме да постигнеме некој резултат. Тоа е нешто што сакаме да го направиме. Не, сакаме да имаме резултат некој. Каков резултат сакате да имате? Што е да сакате да имате резултат? Не, тоа е нешто кое што човекот треба да го визуализира, тоа е човекот нешто што треба да го замисли, тоа е нешто што човекот треба да го види во неговиот ум и да посегне кон тоа нешто. Но како посегнуваме до резултат? Како доаѓаме до некој резултат? За да дојдеме до некој резултат, ние мораме да имаме акција, нели? Значи, пред да дојдеме до некој резултат, мораме да имаме акција. Акцијата е тоа нешто кое што го згуснува животот на убав начин, ај така да не речам. Некојаш кога луѓето се удосада, животот им е разреден, поради тоа што не се интензивни, поради тоа што не се фокусирани, поради тоа што не се насочени. Акцијата го згуснува животот на убав начин, акцијата му дава шмек на животот, акцијата му дава зачин на животот, иначе е блюнтав, поради тоа што немаме акција. Акцијата е зачинот С, што би рекле, не? Зачин кој што у суштина го промовира резултатот, затоа што ако човекот ја има акцијата, човекот ќе дојде до резултат, но за да дојде човекот до акција, така, што е тоа што треба човекот да го направи за да дојде до акција? За да дојде до акција човекот мора да има енергија. Имате луѓе кои што немаат енергија. Гледате, ако немаме енергијата, немаме акција, ако немаме акција, немаме резултат. Значи, нас сега не фали енергија. Пред да имаме акција, треба да има енергија. Но, пред да има енергија, што треба да има? Пред да има енергија. Луѓе, чекам еден одговор, сигурен сум дека ќе даете преубави одговори што сите ќе се точни. Ја денес кога го размислував, кога сакав да имам лайв, баш зборував за ова денес и сакав да го споделам и објаснам со вас. Што мислите што е тоа што треба да го има пред човекот да дојде до енергија? Што му треба на човекот за да човекот има енергија? Што е компонентата која што е пред енергија? Што мислите дека е тоа кое што треба човекот да го има пред да има енергија? Затоа што за да Магдалена вика идеја и имагинација, точно, но мислам на нешто што е уште по-конкретно од тоа. Дани Свинг вика дисциплина, апсолутно, точно е. Ке кажам зашто е важна дисциплината. Александар вика мотивација, точно и тоа. Зорица Младенова идеја и цел. Андријана мотивација и желба. Габриел вика желба. Наташа Милановска мотивација. Сите сте управо. И Ивана вели дисциплина. Биле Стојановска вика цел, Васко Каев, желба и идеја. Така е. Океј, ја тоа го кажувам на еден друг начин, за човекот да има енергија, он мора да има фокус. Видите луѓето, фокус човекот има, затоа што, гледате, ако немате фокусот
Затоа што вие можете да имате дефокус, можеме да имаме денеска 100 идеи, можеме да имаме разни мисли, ама немаме фокус. Фокусот е на некој начин специфична, искристализирана и сфокусирана енергија. Знаете, зборот фокус доаѓа од влашки, еден мој пријател кој што е влаш, фок ми објасни дека зборот фок значи оган, фокус значи оган, фокус значи енергија. Сте правиле опит некојаш кога ќе ставите под лупа кога ќе ставите на сонце, ако ставите под лупата хартија, ако го фокусирате нештото во една точка, она што ќе се запали хартијата и фактички фокусот е тој кој што ни ја дава енергијата. Да, мораме да имаме фокус. Точно е се ова што кажавте вие, мотивација, но гледате, мотивацијата нема ако немаме фокус. Ако нема фокус, нема мотивација. Поради тоа што, гледате, викаат во Америка energy flows where attention goes. Енергијата тече каде што е насочено вниманието. Значи, ама вниманието мора да биде фокусирано. Колку е пофокусирано вниманието, повеќе енергија имате. Сега, тука е се ова што е исправно, што сите го напишате. Дал е дисциплина, желба и така натаму. Желба има една друга работа која што ќе кажам сега пред фокус, но што е тоа што мислите дека е пред фокус? Од што доаѓа фокусот? Зошто човекот би бил фокусиран? Како човекот е фокусиран? Што е тоа што е пред фокус? Затоа што гледате, се фокусот, ако го немаме фокусот, немаме мотивација, ако немаме фокус, немаме енергија. Ако немаме енергија, немаме акција, ако немаме акција, немаме резултат. За да дојдеме до резултат, ни треба дисциплина, што значи дека не смееме да ја расплиниме акцијата на други работи. Роберта вика мисла, Андријана вика само контрола, Габриел Панов вика дисциплина, Александар Велјановски визија, Елена Трендафилова мисла, да, Ивана Николовска цел, Виолета Рудевски вели поздрав, поздрав. Лиљана Китановска потреба. Интересно, потреба. Поблиско е до тоа што ја го мислам, ама не е баш тоа што го мислам. Сега, ова ја што го мислам не значи дека е тоа единственото исправно, него сакам да кажам што, можеби, сакам да видам како вие размислувате, ама сите размислувате исто како што размислувам и јас, ама не го мислам ниедно од ова што го кажавте, него, она што е важно за да се има фокус, е да ти е важно. Важно е. Сега, ако на човекот не му е важно, не може да има фокус. Гледате, човек на кој што му е важно нешто, а може да ви е важно на две начини. Едно е нештото да го сакате многу, и друго е ако имате нека последица. Тогаш не е најдобра играта. Гледате, ако човекот има важно е зашто да не го тепат, да не го караат добро, да, тогаш ќе има фокус, ќе има енергија, ќе има акција, ќе има резултат, ама нема да ужива во играта. Не играта ист квалитет. Но ако имаме важно ние зашто нештото го сакаме, затоа што тука е љубов. Затоа што ако имаме љубов кон нештото, и ако ни е стварно важно да го постигнеме резултатот, гледате, мора да ни е важно да го постигнеме резултатот. Затоа што ако не ни е важно да го постигнеме резултатот, ништо од овие работи измеѓу нема да дојдат, па и нема да има дисциплина. Ја би рекол, дисциплината е тука некаде. Не знам, на ова ниво. Би било многу важно човекот да има дисциплина. Он, кога ќе има дисциплина, он ќе има и мотивација. Следствено на тоа. Гледате, дисциплината доаѓа, па после тоа е мотивацијата. Поради тоа што дисциплината исто така е фокус интензивен. Што е дисциплина? Фокус. Фокус и енергија. Дисциплината крие енергија и после тоа доаѓа мотивација, после акција, после резултат доаѓа уште повеќе мотивација. Така, некаде мотивацијата е тука, кога човекот веќе презема акција, гледа дека се ближи набрзо до целото, уште повеќе е мотивиран, кога ќе го постигне резултатот, ептен се чувства супер,
Но гледате, мора на човекот да му е важно да го постигне резултатот, поради тоа што ако не му е важно да го постигне резултатот, он нема фокус. А важно му е да го постигне резултатот, пак ќе кажам, значи едното е ако има последица, што значи дека има игра каде што он се плаши, поради тоа што има страв, ама таа игра не е како што треба. Поради тоа што ако има страв, он ќе има фокус, енергија, акција, резултат, ама ќе има страв да избегне последици. И второто е да има важност од љубов, да му е важно да сака да го постигне нештото. Гледате, љубовта е двигател, но не е доволно да имаме љубов за нештото. Мора да ни е важно да го постигнеме резултатот, поради тоа што ако не ни е важно да го постигнеме резултатот, тоа што се случува, немаме фокус на нештото, затоа што гледате, кога имате фокус, што имате? Имате јасно гледање, имате јасна визија. Визијата не е секогаш најасна на почетокот, тоест не имаме јасна визија на почетокот. Јасно ни е што резултат сакаме да направиме. Колку е тоа нешто појасно во нашиот ум, толку е подобро, поради тоа што ќе стигнеме на некој начин побрзо до нештото, но гледайте, кога ќе тргнеме на почетокот, целите да ги постигнеме како GPS систем, не секогаш кога ќе ставиме целото GPS системот, го постигнуваме резултатот од прва, него некојаш ни дава рерутинг, ајде се по втор пат, по трет пат, четврти пат, па не знаеш кај е патот, ќе направиш еднаш таа рута, втор пат, трета, четврт пат таа рута и што се случува? Ти креираш знаење, го креираш знаењето, поради тоа што прво си поминал низ незнаење, викаат во бизнисот за да успееш мора да имаш план, ама никогаш не испаѓа според планот, ама мора да почнеш да следиш некој план и како го следиш тој план, сваќаш дека постои подобар план и подобар план и подобар план. Зошто? Поради тоа што ти во процесот на остварување на успехот ти креираш знаење. Ти креираш сопствено знаење. Гледате, и поентата е кога човекот го креира тоа знаење, он го креира знаењето надвор од комфорт зоната кога излезе. Но за да дојдеме до нешто што ни е важно, важно ни е да го направиме ефектот. Има убав цитат од филозофот Хабард: најголемата цел во овој универзум е да се искреира ефект. Кој ефект или резултат ти е важно да го направиш? Кој резултат, кој ефект ти е важно да го направиш? Особено таа важност да доаѓа од љубов кон нешто кое што е твој талент, кое што е твоја мисија, кое што е твоја посветеност. Посветеност исто така е фокус. Гледате? Сега каде ова ме води? Фокусот. Како на двоглед кога гледате. Ти кога гледаш у нешто со двогледот, гледаш ли се наоколу? Ја гледаш ли целата планина? Замислете, земате некоја планина, оштирите некој дрво, некој врт, некоја карпа гледате. Ти не гледаш на секаде низ планината, ти ја гледаш таа цел. Сега во животот, ако човек нема фокус, он е расплинат. И тогаш животот, сега сакам да го поврзам ова колку, кога нештото ти е важно, колку имаш убав впечаток од животот. Ајде да кажем, имате некоја ситуација каде што имаш некој дечко му е важно да направи нешто, го прави. Важно му е да изненади некоја девојка, ќе изненади. Гледате, он не е насекаде, он у тој момент не е со другарите, он у тој момент не е отишол да пие со другарите, не отишол да гледа кошарка, он отишол да изненади девојката со поклон, со изненадување, он е фокусиран само на тоа. Сега, он е интензивен во тој настан, он е интензивен во тој момент. И сега, кога човекот станува интензивен во тој момент, он има длабоко искуство од моментот и од животот, како од впечаток во неговиот ум. И гледате, тој момент е незаборавен момент. Сега другиот момент што е? Дошол дома, легнал на кауч, жена вика: има ли нешто, си направи ли нешто за ручек? Сега, он е тука расплинат, он е тука благ. Зашто? Нема фокус, нема интензитет, нема резултат. Тој момент не остава толку многу впечаток во умот. Работите кои што стават впечаток на умот за некои негативни последици, како што сме збореле за реактивниот ум, кај што се снимени моменти на болка, физички, психичка болка, моменти на паѓање, кршење рака, нога и така натаму, болка, интензивно искуство за жал, или психичка болка, моменти на акутна загуба, како што ги објаснува филозофот Хабард, акутна загуба или закана за загуба, например, како што беше немилиот настан во Кочани, или не Боже некој ќе почине, или не Боже кучево ќе умре, или ќе се разболи, така натаму, тоа се моменти на психичка болка. Тие остануваат трауми во реактивниот ум. Тој реактивен ум после тоа креира негативни мисли,
во животот на човекот и така натаму, но тие остануваат после тоа влијателни моменти, но исто така влијателни моменти за самодовербата на некој човек се моментите кога се постигнати резултати. За самодовербата на еден човек исто така е многу важно човекот да не се откаже, да види дека и покрај некои првични неосвојувања на крајниот резултат, успеал на крај да дојде до крајниот резултат, верува во себе, верува во својата истреност, верува во својата дисциплина, дошол до резултатот, ама затоа што бил спастрен и фокусиран, тој момент е интензивен впечаток во неговиот ум. Ако сакате да имате убав и интензивен живот, мора да имате фокус. А за да имате фокус, мора да имате нешто што го сакате. А што значи во животот треба да имате некој тип на мисија, некој тип на цел, некој тип на желба, нешто што сакате да го постигнете и што ви значи многу. Затоа што гледате, значаен живот има само човек што има значајна цел. Значаен живот има само човек што има значајна цел. Значајна цел за него. Затоа што кога имаш таа значајна цел, ти имаш фокус, ти имаш интензитет на искуство. Гледате луѓето зашто го сакаат животот. Имате некој човек кој што има мисија, имате некој човек што има нешто кој што сака да го направи, да го постигне и така натаму. Он има игра, он се бори, важна му е целта, ги надминува препреките, доаѓа до тоа постигнување. Бум! Има интензитет на убаво искуство. Зошто? Поради тоа што има фокус. Се земете го тој живот, каде што имате значајна цел, каде што имате значаен што сакате како резултат да постигнете. Значи, важен му е резултатот, он ќе има фокус, енергија, ќе има акција и ќе има резултат. При тоа ќе има дефинитивно дисциплина овдека. И замислете го тој живот, квалитетот на тој живот, наспроти некој живот каде што човекот добива задоволство само од телесни искуства. Да се разбереме. Немојте да ме разберете погрешно дека телесните искуства не се убави искуства. Телесните искуства се убави искуства. Разни телесни искуства има некој човек. Ке се напие нешто, ке се најаде нешто. О, супер искуство, тело. Вау! Топ! Ама тој тип на искуство не е ист со духовно искуство. Зашто гледате сега. Физичкото искуство се базира на тоа да сме ефект. Јади, пи. Ама гледате, кога човекот јаде многу, пие, кога е ефект, он почнува да не биде толку многу свесен. Знаете, има вика, јадеше, пиеше до безсвест. Ке отиде некој човек на all inclusive некое место. Јаде, пие до безсвест. Абе, тешко му е. Он тешко му е, ама затоа што му е грати, затоа што сака да го јаде, трпа, бута, јаде, полу несвесе, емот пиење, емот јадење. Може и да не пие ни алкохол, да се онесвести од јадење многу, затоа што нема кај да собере, затоа што цело време е втек. Гледате, искуството и лезетот на телото доаѓа од втек. Дај му на телото да јаде, дај му на телото да пие, дај му на телото разни шо и да се штетни субстанци за телото, само за да телото има искуство. Тоа е едно искуство. Но замислете кое е второразредно искуство, второстепено искуство е тоа, наспроти искуство кое што е духовно искуство. Умствено искуство. Како доаѓа тоа духовно или умствено искуство? Тоа духовно или умствено искуство доаѓа од постигнување на резултат, постигнување на некоја цел. Си сакал нешто да направиш, си постигнал нешто, си зацртал некоја цел. Важно ти било да го постигнеш резултатот, си го постигнал тој резултат, наспроти многу препреки. Вау! Гледате што се случува. Тоа е духовно искуство. Поради тоа што на некој начин ти си имал желба, си имал намера, си имал амбиција, си сакал нештото да го добиеш и се го добил. Сега, различни духовни искуства има. Може човекот да прави вежби за да биде во сегашен миг. Вау! Восприема со духот, не восприема телото. Да си у сегашен миг духот восприема, но духот креира и восприема. Креира, восприема. Многу убаво да искреираш и да го восприемеш ефектот на твојата креација. Знаете колку убаво човекот искреирал нешто? Вау! Го восприема ефектот на неговата креација. Направил некоја изложба, не знам, направил некој перфектен перформанс на некоја сцена, добил публика. Уживал моментот, затоа што постигнал резултат, затоа што работел за тоа, се трудел за тоа, интензивен живот имал. Гледате, интензитетот на неговиот ум, интензитетот на насоката на мислата, на вниманието, он имал интензивна намера. Сега, целата идеја е, кога човекот ја има таа интензивна намера, кога го има тоа интензивно чувство,
ми пишувате Life Coach Сесони за дух, имам цела емисија, идете на мојот YouTube канал Што е дух, баш така се вика Што е дух и што е ум, така да за духот многу има теми да се збори. Фала ти Маре, фала ти Галаба. Знаете, целата идеја е кога човекот има интензитет на мислата, кога има интензитет на мислите, кога има интензитет на намерата, он има интензивен живот кој што знае дека го живее. Да се разбереме, немојте да мислите дека човек кој што цел ден лежи на кревет не знае дека живее, он животари, би рекол ја, животари, преживува, но човек кој што има мисија, кој што има цел, кој што сака да креира, кој што му е важно, кој што има значаен живот, кој што нештото му значи, тој човек има подруг квалитет на живот од некој кој што животот го шутка него наоколу. Затоа што ако размислите, гледате, животот има многу палети на работи кои што ни ги нуди. Ајде да ги земеме врвниве спортисти. Имате некој врвен спортист. Вчера имаше кошарка турнир, освоија првенство и така натаму и така натаму и така натаму. Сега гледате, целата идеја е, ако човекот го има тоа искуство од труд и дошол до дадено постигнување на него, тој момент не можете лесно, тој момент лесно да го заборави, не може тој лесно да се избрише. Ниеден момент од животот не може лесно да се избрише. Особено не се бришат убавите моменти, дефинитивно има техника како да се избришат негативните и болните искуства. Може да ми пишете за тоа и мислам дека секој од луѓето има за цел или би требал да има за цел да ги избрише тие негативни работи. Зашто ќе ви кажам, кога човекот работи на себе, нема поубав гест дека ја сакате околината од тоа да работите на вас. Човек кој што работи на себе и кој што се подобрува себе си, тој човек кој што работи на себе и се подобрува себе си, тој човек ја сака околината поради тоа што негативното во него го претвара во позитивно, работејќи, има такви техники, не? И сега, кога он станува подобар, он не е само подобар за него, он станува многу подобар за околината и најубав гест да им изразите љубов на околината е да го тргнете негативното во вас, а тоа е работа на себе. И секој човек што работи на себе е најдобар вработен за мене, поради тоа што е подобар за работното место, подобар ќе биде сопруг или сопруга, поради тоа што нема да страда фамилијата од нејзи или од него, подобар пријател ќе биде затоа што пријателиве ќе имаат вредност од него, затоа што ќе им даде вредност, затоа што сватил, осознал, видел и така натаму. Така нема поубав гест за љубов за околината од тоа што човек работи на себе. Но една работа е, ако сакате да имате квалитетен и убав живот, не можете да се расплините на 100 страни. Убаво е човекот да има хобија, убаво е човекот да има различни сегменти у животот на кој што е посветен, но човекот кој што е посветен и фокусиран на некоја цел кој што му е значи, има интензивен живот, има интензитет во неговиот живот. Зошто? Поради тоа што има фокус и поради тоа што има посветеност и поради тоа што работите му се важни и поради тоа што работите му значат. Човек кој што работите му значат, на човек кој што му е важно да постигне некој резултат, тој човек има многу контрола врз неговиот живот и она што се случува има корито. Реката зашто е јака? Поради тоа што има корито. Се замислите на оваа река и го трнеме коритото. Водата ќе се разлие. Што ќе направиме со таа вода? Појма нема ни комуналец, не знае што да правиме таа вода. Ќе отиде некаде по почвиве. Ама река која што има корито, што значи дисциплина, во нашиот живот тоа би било дисциплина, прави интензитет на реката. Гледате, ако нештото ни е важно, и ако имаме корито, и ако имаме спастрен живот, тогаш она што се случува преку тоа корито, преку таа дисциплина, преку важноста на нашата цел, ние почнуваме да имаме поинтензивен живот. И тој интензивен живот, она што прави, почнува да прави контрола врз нашето време, поради тоа што гледате човек што има интензивен живот кој што му е важно и кој што сака да постигне резултат, тој нема време за губење. На тој човек времето му е ресурс. Гледате, имате луѓе кои што немаат цел, кои што не им е важно, он се расфрла со времето. Гледате, времето му е не му е ресурс за да го искористи за да дојде до целта. Човекот кој што е дефокусиран нема енергија. Ете, човекот што е дефокусиран, тој нема енергија. Ама човекот кој што е фокусиран, тој има енергија. Но што има? Има интензивно искуство и има интензивни емоции кои што можат да бидат и
Некогаш негативни, имате некои предизвици, имате некои ситуации каде што мора да се борите со дадени препреки и така натаму, но окей, поради тоа што го имате интензивното искуство на животот и кога ќе дојдете да ја постигнете целта или да го постигнете резултатот, си викаш, вау, ова е нешто за кое што вредеше да го искористам овој живот, да го искористам овој ден, да го искористам овој месец, да ги искористам овие години, поради тоа што ова ми е многу важно и многу ми значи. Поради тоа што, гледате, не можете на 100 страни да сте на животот. Човек што е на 100 места не е нигде. Кога ќе видите некој спортист кој што освоил некоја медаља, кој што освоил прво место, тој човек си има откажано од многу работи кои што у суштина се дефокусирачки за него. Гледате, тој човек кој што е врвен спортист, тој не иде на сите журки. Ама го канат на главната журка, гледате, каде што се главните спортисти, затоа што тој човек кој што е на сите кафичи, во сите кафачи, во сите дискотеки, на сите журки, по сите кафиња, тој човек нема цел, тој човек нема интензивен живот, тој нема интензивно постоење. Тој преживува, тој е дилетант во играта на животот, тој е на некој начин просечен играч. Но тој човек кој што е врвен играч, врвниот играч е некој кој што едноставно нема време да се дефокусира, он е интензивен, он е фокусиран и само на тој начин човекот има контрола. А кога си фокусиран, кога не си деконцентриран. А не си деконцентриран кога имаш важност за резултатот кој што сакаш да го постигнеш. Кога имаш важност за резултатот кој што сакаш да го постигнеш, тоа е нешто кое што ти го менува квалитетот на животот. Која е квалитетта на твојата цел? Колку целта која што ти сакаш да ја постигнеш е за добробит на многу луѓе. Гледате, мисија, кога рече човеков има мисија, тој има некоја мисија да подобри општеството, да го подобри животот, да направи некое подобрување и така натаму. Гледате, тој има квалитетна цел, има поквалитетен живот. Може да има он квалитетна цел, ама замислете сега да не му е важно. Он има цел, ама не му е важно. Се ако имате човек кој што има цел, ама не му е важно, тогаш она што се случува, имаше некој ме цитираше кога не е важно станува тажно, тоа е мој цитат, точно е. Ако човекот не му е важно, му станува тажно. Зошто? Поради тоа што ако не му е важно да дојде до резултат, затоа што ако ти е важно, ќе имаш одговорност. Ако не ти е важно, немаш одговорност. Тогаш некој друг те бутка тебе, затоа што ти не си воден од важноста на твоја цел, не си ти воден од важноста да го постигнеш резултатот. И ако ти е важно и имаш љубов кон тоа што сакаш да го постигнеш, дефинитивно ќе имаш фокус, дефинитивно ќе имаш енергија и дисциплина, зашто дисциплината е коритото на реката, не ти дозволува се дефокусираш и кога ќе имаш енергија која што е спастрена и фокусирана, дефинитивно ќе имаш акција и кога ќе имаш акција, дефинитивно ќе имаш резултат. Но акцијата кон целта ти прави квалитетен живот. Сега, имаш луѓе кои што сакат се да искусат. Као денеска да е последниот ден од нивниот живот, они сакаат све да искусат. Да се отидат у кафана да се прејадат, да отидат на некој место се испијанчат, да отидат не знам што да направат друго, трето, пето, десето, 100 жени да бркаат кои што не се негови, женава 100 мужи бркаат што не се нејзини. Гледате, не. За да имате добар ум и добар живот, мора да се откажеш од многу работи. И тоа е паметноста на живењето. Затоа што кога ќе се откажеш од многу работи кои што не се етични и кои што не ти требаат, тогаш имаш живот кој што е твој. Имаш живот кој што е твој. Ама ти ако сакаш да си насекаде во животот, тогаш не живееш живот кој што е твој. Зашто живот кој што е твој е живот кој што е ограничен за сегментот на нештото кое што ти е важно да го постигнеш. Тогаш имаш твој живот. Воспротивно не си ти. Ако си цело време ти у комфорт зоната, не си ти. Во комфорт зоната станеш татко ти, мајка ти, драматизираш разни луѓе и така натаму. Не. За да станеш ти, мора да го лимитираш нештото кој што не ти е важно. Прво треба да одредиш што ти е важно. Кој резултат сакаш да го постигнеш. Нешто кое што е во склад со твоите таленти, со твоите амбиции, со твоите афинитети, нешто што го сакаш, нешто што имаш љубов. Тргни, направи ја таа акција. И кога ќе излезеш од комфорт зоната, знаете што се случува? Фокусот само се зголемува. Дефокусиран си во комфорт зоната, поради тоа што имаш разни сегменти кои што ти се на достап, гледаш, у комфорт зоната ти не си спастрен. Уште не си влегол во реката која што има брзо корито, поради тоа што во комфорт зоната си насекаде.
а не си никаде. Кога ќе излезеш надвор од комфорт зоната кон некоја цел, што се случува? Го лимитираш твоето постоење и ги лимитираш твоите искуства. Да. Сега тогаш почнуваш да имаш квалитетен живот, кој што е твојот сегмент, твоето парче од тортата, кој што се вика како и да се вика. Жарко, не знам, Галаба, Ивана, Весна, Душка. Како и да се вика твоето парче од тортата, затоа што е твојата цел. Ама не можеш да изедеш целата торта, поради тоа што ако земеш да изедеш целата торта, сте видели од прејадување на човекот не му е арно, ама кога ќе го земеш твоето парче, кога ќе ја земеш твојата цел, кога ќе ја земеш твојата насоченост, што правиш? Се одрекуваш од многу работи од животот кои што ти мислиш, леле, се одрекол човекот од тоа парче од живот. Не, си се одрекол поради тоа што имаш поважна работа. Зашто ти, ако се одречеш од важната цел, тогаш се одрекуваш од важен интензитет на живењето и длабочината на постоењето, поради тоа што си се расплинал насекаде, и кога си насекаде, нема никогаш да стигнеш таму кај што сакаш да стигнеш, поради тоа што ќе останеш да видиш никаде. Така да во животот е многу важно човекот да ја насочи енергијата кон некоја цел, да свати дека не може во животот да има све и не ни треба да има све, затоа што сте виделе, например, имате некои деца, имате родители, све ќе им дават, све ќе им дадат, све ќе им дадат. Тоа дете, поради тоа што не е научен умот, гледате, на умот треба на луѓето да ги научат дека не треба да има све. Сега гледате, ако човекот научи дека не мора да има све, и тоа е здраворазумен ум. Гледате, кој е здраворазумен ум? Имате некој момче, он си има своја девојка. Има други 3 девојки што се убави, он вика, неќам да ги имам нив. Тоа е здраворазумен ум. А замисли, имаш некој ум, има негова девојка и сака уште 3 да има. Тој не е најздраворазумен ум. Имаш некој човек кој што има јадење тука и сака да се најаде и знае колку му е на стомаков доволно, ама он ќе изеде све, не може више да јаде. Тоа не е најздраворазумно. Сега гледате, целата идеја, поентата е да се откажеш од нешто во животот за да го спастриш искуството на постоењето и да дојдеш до она што сакаш да го постигнеш во животот. Затоа што мора да се одречеш од нешто за да имаш контрола. Ти не можеш да сакаш све да имаш и при тоа да имаш контрола. Нема шанса. Гледате, на умот убаво му доаѓа кога ќе свати дека не може да има све. Многу убаво ако имаме повеќе и повеќе работи. Замислете, сте постигнали нешто, па сте отишле во некоја друга фаза во животот, па сте научиле друго нешто да правите, трето нешто, ама бидете професионалци тоа што го правите, затоа што е професионализам? Интензитет на постоење на искуство. Дилетантизам, чепнал тука, гледате, не влегол во суштината на животот. Компетентност. Што е компетентност? Интензитет на бивање тука. Гледате, што е компетентност? Интензитет на бивање тука. Гледате дека јас сум интензивен кога зборам за ова, зашто поради тоа што ми е важно да го споделам ова. И кога човекот има важност и има фокус, има контрола. И кога има контрола, сваќа дека некои работи едноставно ги трга на страна. Тоа е затоа што имате фокус. Кога ќе имате фокус, ќе видите колку у суштина имате убав сегмент од животот, поради тоа што сте у комуникација со него, вие сте животот у тој момент, поради тоа што нашата душа кога ќе се аплицира, кога ќе ја примениме преку нашето внимание и намера кон некој резултат, тогаш биваме вистински конектирани со суштината на постоењето и со животот, и дел од тој живот се препреките, решенијата, некогаш неуспеси, па знаење, па успеси, осознавање и така натаму. Така да целата идеја е дека кога човекот има нешто што му значи, нешто што му е важно, доаѓа до момент каде што има живот кој што се вика негов живот. И тоа е обично луѓето кои што се посветени на некој. Зашто се вика посветеност? Поради тоа што му е свето. Затоа што му значи. Свето му е поради тоа што му е важно. И кога нештото му е важно и кога му е свето, резултатот ќе дое таму. Зошто? Поради тоа што е негова одговорност. Кога ќе најдете нешто, кое што ќе галаба да, стручност, кога ќе најдете нешто кое што е ваша одговорност, ќе видите колку квалитетен и убав живот човекот има. Имаат многу поубави животи луѓе кои што се професионалци, отколку луѓе кои што се дилетанти. Поради тоа што дилетантот
не се конектира со суштината на животот, професионалецот се конектира со суштината на животот, поради тоа што му е важно да остави некој резултат. Поздрав, важно ми е да имате убава вечер, се надевам дека се забавувавте, се гледаме повторно среда. Чао!